Ќе се вклучиме уште една со нашата колешка, специјална дописничка, воен репортер. За жал, такви времења дојдоа да мораме повторно и во Европа да испраќаме воени репортери. Кристина Атовска, која што е во Лавив, во Украина, така е, која што се расправаме со Атовска, како да се пишува и така, ама ќе си тече таа расправа. Која што утринава мораше и во скривници да оди така натаму, но еве гледам дека сега е нешто помирно по сите информации во таму каде што се наоѓате. Кристина, што има најново? Зашто се наоѓам сега веќе во прес центарот, овде се во очекување на сите оние најавени пресконференции за денеска. Пред да кажам што ќе се случува овде денеска, мора да ви информирам дека што туку разговарам со една екипа наши колеги италијанци, кои први се нацртале на местото, но впрочем не стигнале до местото на експлозијата. Многу километри пред тоа биле сопрени од украинските власти, биле замолени да се вратат назад, така што тие споделија информацијата дека со сите нас останати новинари овде во прес-центарот, дека практично е невозможно да го снимиме местото на кое што се случи експлозијата утринава во близина на Лавивскиот аеродром. Крис, може ли да дополнам само за тој инцидент, пошто бидејќи ги читам сите мрежи светски и така, се работи за објект кој што е во близина за сервисирање авиони. Значи негде кај објавија македонските медии дека тоа фабрика за авиони не е за сервисирање. Објектот е нападнат, објектот бил празен, нема жртви, испукани се 6 ракетни проектили уште од Црното море од специјални бомбардери. 2 од тие проектили се срушени за време на летот од страна на украинските антиавионски, што ја знам, единици и така, а со 3 или 4 е погоден самиот објект. И само да кажем на крајот, се смета дека со тоа всушност русите се обидуваат да го смалат капацитетот за антиавионско делување на самите украинци, бидејќи трпат многу загуби и сега веќе гаѓаат друг вид на цели. Повели, Крис, извини затоа што ги гледам. Така е, Сашо, но морам да кажам дека овде пристигнуваат информации дека се очекува помош од Соединетите Американски држави токму кога е во прашање оружјето кое се однесува на земја, воздух, односно сите оние антиракетни оружја кои треба да пристигнат. Според информациите овде кои ги добиваме, им било ветено уште поголема помош од Соединетите Американски држави, односно испраќање на повеќе такви оружја за да можат поефективно украинците да се бранат од овие воздушни ракетни напади од страна на русите. Имаше интересни статии за тоа дека украинците користат турското беспилотно летало Барактар, кое е многу побрзо и многу многу поспоро, но е многу поефективно од останатите. Се работи за дрон кој исто така може во воздух да уништи било какво оружје или претежно овие ракети кои сега ги испраќаат русите наваму. Како што кажа и ти, за среќа нема жртви. Не знаеме дали тоа било целта или конкретно аеродромот, но сепак според информациите аеродромот не е оштетен. Како што кажа и ти, да тоа е се што можам да кажам за тој инцидент, бидејќи се уште пристигнуваат информации, се уште комуницираме овде со колегите за тоа како е извршен нападот, како понатаму ќе се брани Украина, но сите тие информации во текот на денот ќе ги добиеме овде во медија центарот. Прво да кажам дека прво ќе има пресконференција извршниот директор на Нафтогаз кој ќе зборува за обезбедување на енергенциите овде во Украина. Потоа има комесар за човекови права од Украинската Врховна Рада и дури потоа ќе се обрати, како што најавивме во претходното вклучување, градоначалникот на Лавив Андри Садови, кој треба да ни даде една целосна, подетална слика за сето она што се случува околу градот Лавив и секако да добиеме многу подетални информации за нападот кој се случи утринава. Секако за крај само уште да кажам дека е најавено не со присуство, но со видео
врска, обраќање и на претходната, односно на поранешната премиерка на Украина, а тоа е Јулија Тимошенко, која веќе знаеме на големо беше зборувана и популарна во Европа, па беше судена, апсена и така натаму, но денеска ќе го слушнеме и низиниот став за справување со оваа криза. Сепак мислам дека новинарите не многу се заинтересирани за што има да го каже градоначалникот на Лавив Андрей Садови, а поврзано со утрешниот напад во близина на аеродромот во Лавив. Кристина, ти благодарам и за ова вклучување. Ние во живо ќе се вклучиме во понеделник дури, меѓутоа ти ќе бидеш присутна на веб страницата и порталот на Слободен печат, ќе бидеме во контакт цело време. Се разбира, да повторам, нема вест која е поважна од безбедноста на новинарите, така што мислам тоа треба да се знае. Има ли, мислам дека и некои други македонски новинари очекуваш да ти се приклучат таму, ако не се лажа, вчера ми рече дека некој од колегите исто така се обидува да дојде до Украина. Да, Сашо, имам информации, неколкумина наши колеги од Македонија ми пиша дека се тргнати навака, поточно една екипа е тргната навака, другите само изразија желба, но она што мора сите да го знаете, дека се малку заострени, односно малку повеќе се заострени правилата овде во Украина, и секако во сите известувања кои ги добиваме е потенцирано дека официјалните прес-конференции, но и снимките од официјални лица, од униформирани лица, ќе може да го прават само новинари кои имаат акредитација од украинската влада. Тоа би значило дека секој новинар може да влезе во Украина, но не сме да ги снима овие работи кои ги кажав. Се што може е само да разговара со луѓето на јавен простор, без да следи било какви официјални настани, без да снима било какви официјални лица. Јас се надевам дека колегите кои веќе се тргнати и кои веќе се на пат навака, ќе успеат попатно да ја добијат таа акредитација. Ние ја чекавме неколку денови пред да тргнеме наваму, но сепак ќе видиме што ќе се случува. Јас сум тука да им помогнам на сите кои ќе сакаат да дојдат овде и да се распрашам за нив и за се што има треба, така што можеме да очекуваме во наредните денови и друга екипа од Македонија и дека претпоставам од понеделник дека нема да бидам единствениот известувач од Македонија. Кристи, благодарам. Од овде, но ќе видиме во зависност од тоа дали и кога ќе ги добијат акредитации. Може би не да бидеш од понеделник единствената, но ќе бидеш ветеранот на штафот, така што тоа е тоа, мислам. Сашо, со оглед на плановите, обидите и желбите да се тргне до Киев, па јас искрено се надевам дека може и од Киев да се вклучиме во понеделник, но тоа ништо не е сигурно, ништо не е известно. Постојано разговараме овде со колегите, многу колеги од различни држави се обидуваат да го најдат најбезбедниот начин за да влезат во Киев, така што сум во постојана комуникација и на првата безбедна прилика секако дека ќе појдам со нив, па искрено се надевам дека наредната недела би можеле да се вклучиме и од украинската престолнина, која во моментов трпи навистина жестоки напади и навистина жестоки загуби. Сите информации кои пристигнуваат оттаму се, можам да кажам, застрашувачки кога се работи за безбедноста, бидејќи многу е тешко да се влезе, а уште потешко е да се излезе од градот. Кристина Атомска, да, ќе го направиме тоа тогаш кога ќе биде безбедно. Тоа е акцентот на целата на целиот тој потвор. Благодарам уште еднаш за јавувањето од Украина. Се слушаме во понеделник.